Во суштина да, секаде луѓето се водат исклучиво од лични интереси, но институциите на државата, системот се оние кои што треба на луѓето да им кажат како треба да работат. А личниот интерес нормално е дека речи си секој човек ќе го стави во еден од своите приоритети. Чи деко можел да проба да го поткупи цело Кочани за да работи дискотеката. Ако институциите си ја вршеле својата работа, џабе му е тоа на деко. Бил поткупен да речеме еден полицаец, 10 полицајци, 15. Што правеле другите полицајци? Гледале и слушале? Не го гледале тоа. Не го слушале тоа, не го знаеле тоа. Ако бил поткупен еден обвинител да речеме Кочани, што правеле другите обвинители Кочани? Не го гледале. Еден. Не го видел тоа некој обвинител од Штип. Проблемот е да. Значи, тоа е. Ние овде имаме институционален проблем. Луѓето ти не можеш да ги смениш. Луѓето ако ги оставиш, ќе се однесуваат како првобитно општество. Заради тоа се создала првата држава, заради тоа сме се цивилизирале, се создал систем, државно уредување, устав, закони. Ако не, тоа значи дека владее анархија и законите на џунглата. Кој е појак, кој има повеќе пари да плати, кој може да ја загрози безбедноста, сигурноста на друг. Ама во демократско општество, единствениот репресивен апарат го има државата. Ако државата не може со еден деко да се справи, тогаш држава нема. Овде е државата проблемот, овде е институциите се проблемот. Секаде има корумпирани луѓе. Секоја држава има корупција и мито. Ама не може сите да се корумпирани. Не може сите да се подложни на мито. Проблемот е што и тие кои што не се подложни на корупција и мито молчат. И они немаат институција на која што може да ја положат довербата и да се надеваат дека ќе ги заштити. Ама еднаш за секој што мораме го смениме. Ако сакаме се разбира да живееме во оваа држава, тоа е нашиот избор.